Оваа куќа, лоцирана во близина на градскиот пазар, може да се урне во секој момент. Речи си, една година откако за случајот се алармирани надлежните во општината. Оттаму не се преземени директни мерки. Јорданови, чија семејна куќа се наоѓа веднаш до куќата Хорор, денеска повторно мораа да го расчистуваат купот градежен материјал што се одронил. Имаме интервенирано до надлежните институции, ја имаат снимано, влезено е во нивниот план за да ја рушат. Собственикот го најдоа во странство и тој е известен, но сепак ова е потенцијална опасност за секој што минува овде. Овде минуваат луѓе, деца и би требало нешто да се превземе. На постапката за рушење и претходи задолжително известување на собственикот на куќата со укажување на неминовната потреба од таква мерка. Доколку тој одбие да го стори тоа, општината е таа која ќе наложи уривање и ќе ангажира фирма, а трошоците ќе биде принуден да ги покрие самиот собственик. Јорданови стравуваат за физичката и сигурноста на својот имот, но и за безбедноста на минувачите, особено децата. Тие овде поминуваат секојдневно со своите родители, затоа што детската градинка е на само 20 метри од куќата. И ги молам и апелирам до овие надлежните институции да направат нешто, бидејќи може да биде опасно стварно за некој човечки живот. Тоа да не биде така, треба да се среди. Загрижени за својата и општата безбедност се и другите соседи и бараат преземање итна акција. Собственикот на куќата, како што дознаваме, во моментов живеел во Франција. Куќата последните декади имала неколку собственици, а веќе 15 години е напуштена трајно.